Во 33 граѓански организации испитувани со цел креирање инструмент за мерење на влијанието на граѓанскиот сектор, ангажирани се над 1300 лица. Доминантно високо образован, овој кадар создава значаен човечки капитал, ангажиран во најважните сфери од општественото живење. Бевме љубопитни за перцепцијата на граѓанинот, за улогата на граѓанските организации во општеството. Посетивме 5 градови. Разговаравме со обични луѓе. Психолог сум. Студент, работам во јавна институција. Машински инженер. Професор по музика. Правник, невролог. Како луѓето околу вас ги перцепираат граѓанските организации? Значи, што слушате за нив? Перачи на пари. Сега има влијание и странските служби. Мислам дека граѓанските здруженија најмногу промена направија преку реални проекти, поддршка. Не памтам дека некое граѓанско здружение направило промена, а политички грб да нема, значи не постои. Кај младите, например, оние мислат дека преку нас се слуша и нивниот глас. 30% на година сектор е машинерија на власт. 90%. Има некој инпут во целата приказка што се случува однадвор. Јас бев член на една граѓанска организација, ЕПИ. Луѓето таму работат 8 часи во денот и јас не видов интерференција од странство. Застапувачи на интересите на граѓаните или профитери, под влијание на странските служби или продолжена рака на државата. Перцепцијата на граѓаните за улогата на граѓанските организации е поделена. Над 60% од учесниците во фокус групите на нашето истражување сведочат дека нивната околина го перцепира граѓанскиот сектор во негативна конотација. Оние постари што викат дека што имаат негативни перцепција или искуства. Зашто? Па можеби, не знам, имаше организации кои Перење на пари, перал, големи куќи, луксусни џипови. Значи јас 18 години бев извршен директор на невладена организација. Што джип водиш ти? Немам јас джип, значи мојот колега вози джип. Информациите што стигнуваат до граѓанинот често се конфузни и контрадикторни. Етикетирањето имаше токму таква цел, например на претходната власт, за да се обезмоќи и да се дезинтересира граѓанството да се организира етикетирајќи такви иницијативи. Факторите што влијае на ваквата перцепција, но и на недоволно видливите успеси на граѓанскиот сектор, се припишуваат на влијанието на власта и неподготвеноста на институциите системски да ги вградат резултатите од работата на граѓанските организации, но и на непосветеноста на собствената мисија за сметка на обезбедување финансии и на слабата соработка во секторот. Значи, од каде се појавува потребата да се активира некој е лесно одговорлива. Значи, некоја друга институција не ја завршила работата. Граѓанското општество е на некој начин една критична маса која некогаш кога не функционира или нема примена на одредени закони или кога има одредена девијација во општеството, те се коректор на власт. Во граѓанскиот сектор се изградени сериозни капацитети за истражување, за стапување и тие не само што рече господинот дека можат да бидат и четврта, да кажам, не власт, туку коректив на власта кај нас, туку и сериозен партнер во исполнување на овие сега што ги слушаме секојдневно по медиуми реформски пакети, проекти. Сепак, улогата на граѓанскиот сектор станува повидлива на поконкретни прашања. Така, например, во медиумската сфера очигледна е поголемата доверба во нив, отколку довербата во самите медиуми, како и во нивниот капацитет за пристап до ранливите групи во споредба со институциите. Листата на успеси со кои граѓанскиот сектор би можел да се пофали е прилично долга.
Асоцијацијата за истражување комуникација и развој Паблик креираше инструмент со кој е можно да се конкретизира влијанието што една граѓанска организација го прави во општеството. Со него, улогата на граѓанската организација станува значително повидлива за граѓанинот, но и за сродните организации и за институциите, што овозможува подобра синергија на активностите. Ако сте граѓанска организација, измерете го своето влијание.